со моментна екзалтација ги држи своите говори, еуфорија и знае да фали секогаш, заради тоа што и секогаш е на власт, но реалноста не е таква каква што господинот Ибраимовски сака да ја представи, заради тоа што ако гледате и на приходната и на расходната страна, глобално ќе зборувам, во говорот ќе зборувам и детално, и на приходната и на расходната страна состојбите не се такви, господине Ибраимовски, заради тоа што во делот на приходите имате од планирани до, јас имам податоци до 18 септември, од планирана реализација на приходите даночни 77,7%, реализирани се 66,7%, значи има потврдање од 5% на планираните приходи, што би значило 171 милион фалат во делот на планирани приходи од оданочување. Тоа ништо друго не значи, освен промашена проекција и недоволна економска реална активност на стопанските субјекти. Значи, тоа се бројки, сурови, сакале ние или не. Сега вие може да излезете да зборувате за Врбите, Жални, може да зборувате за Будимпешта, можете да зборувате за што сакат. Но ова се бројки, господине Ибраимовски. Во делот на расходите, она што е најзначајно за граѓаните, односно за развојот на државата, се капиталните инвестиции. Колку државата прави. Сега вие може да наброите еден проект во Кочани, еден вамо, еден таму, но генерално од сето она што сте го ветиле за годинава дека ќе го направите, сте реализирале, господине Ибраимовски, со заклучно крајот на месец август 28%. Или што би рекол народот, на секој 4 работи што сте ги ветиле, само една сте направили. Ако во 4 града сте ветиле улица, само во еден град сте направили. Ако во 4 градови сте ветиле болница, реконструкција или било што, само во еден град сте направили. Тука пак ќе ви речем, вие можете да зборувате и за жални врби, за споменици, за све, слободно, тоа правете го, задржете се на тоа, само за тоа дискутирајте, нема никаков проблем, но фактите се вакви. И сега во таква ситуација, на намалени приходи и намалени реални капитални расходи, се прават екзибиции во буџетот за купување на гласови, ништо друго. Она што го тврдите дека исплаќате долгови, не господина Самка Ибраимовски, 650 милиони евра точно. Пак со бројки, пак вие со врби зборувајте, јас со бројки ќе зборувам. 650 милиони евра во апсолутна цифра. Денеска Македонија е повеќе задолжена од тоа што била задолжена кога претходната власт си отишла. Значи вие, ако сте зимале нови заеми за да ги исплаќате старите заеми, ќе било состојба нула. Вие сте го правеле, тоа е условно кажано, ама сте земале уште 650 милиони. Зашо ги потрошите тие 650 милиони? Има ли еден автопат направен? Има ли една болница клиничка направено? Има ли нешто? Значи 650 милиони сте земале за 2 години, ништо не сте направили. Сурови бројки. Повелете сега вие, господин Ибраимовски, за Врбите и за Будимпешта да не одржите една лекција. Благодарам. Ибраимовски реплика повелете.